Извештајот за напредокот на Македонија и Албанија кон пристапни преговори е технички поместен за 2 март наместо кон крајот на февруари. Причината според извори од Европската комисија е што Данска и Холандија имаат дополнителни своји експерти за оценувањето на напредокот на Албанија и се очекува и нивниот извештај. На средбата со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, македонскиот премиер Оливер Спасовски и вице-премиерот Бујар Османи добиле честитки за донесувањето на законот за јавно обвинителство, како и другите реформски закони. Се надевам на позитивни вести од Брисел. Со овие зборови премиерот Спасовски го заврши својот говор на донаторската конференција за Албанија. Изразија поддршка и честитки во однос на носењето на законот за јавното обвинителство и за завршување на сите работи кои што се очекуваат од Република Северна Македонија. Ние дадовме доста позитивни аргументи во овој правец. Јас очекувам врз основа на што го разговаравме дека целосната поддршка за Република Северна Македонија останува, дека ќе имаме добар извештај и заедно разговаравме за тоа колку е важно час поскоро да Република Северна Македонија ги започне преговорите со Европската унија. Запрашан дали одложувањето на извештајот ќе има последици за Македонија, вице-премиерот Бујар Османи изјави дека тоа е само техничко прашање. Извештајот е одложен за неколку ден, што значи дека е техничко одложување. Повеќе важно е дека ќе биде пред мартовскиот самит, а уште поважно е дека ставот на комесарот во Скопје беше дека нема да објави извештај доколку не биде сигурен дека ќе има позитивен извештај. Важно е дека извештајот сега очекуваме да биде многу позитивен, особено после тоа што се случи во собранието вчера и усвојувањето на законите, така да од наша страна ние направивме све што беше побарано од нас и повеќе од тоа. Сега одлуката е во рацете на Европската унија и мислам дека имајќи ја предвид стратешката улога на оваа одлука во март, Советот ќе донесе позитивна одлука за нас. Македонија и добила на Албанија 100.000 евра како помош за обнова по земјот реферм. 200.000 евра од соседите донираше Црна Гора, а 2 милиони Србија. Она што е засега познато од сумите кои се доделуваат од донаторската конференција заедно за Албанија овде во Брисел се 100 милиони евра од Европската унија помош. На тоа се додаваат и 15 милиони евра од програмата што денеска ја подпиша претседателката Урсула фон дер Лајен и премиерот на Албанија Еди Рама. Исто така Германија ќе додели 11 милиони евра, Шведска 5,6 милиони, Велика Британија 1 милион фунти и Хрватска 1 милион евра. Од Брисел за телевизија Тилма, Снежана Лупевска-Созан.